Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, после пауза од некаде околу 40 на 50 на денови, еве повторно сме со спортскиот преглед. Денеска го имаме првиот спортски преглед во новата 2021 година. Се уште не се активни сите првенства, сите лиги, меѓутоа, она што е активно ќе го издвоиме денеска и ќе информираме за случувањата во локалниот спорт. Спортскиот преглед ќе го започнеме со резултатите од 14-тото коло на првата кошаркарска лига на Македонија. Евроникел Гостивар 89-99, петта победа во серија за кошаркарите на Гостивар за искачување на втората позиција на табелата. Стрелци на поените за екипата на Гостивар: Тодоровиќ 29, Димчевски 24, Вокер 19, Фрајдеј 13, Костовски 9, Јаневски 3 и Димитриевски 2 поени. На останатите надпревари Работнички Кожев 78-81, најголемото изненадување ова коло. Црндрим МЗТ 2 80-84, Куманово Академија ФМП 72-66, додека надпреварите Пелистер ТФТ и Вардар МЗТ Скопје беа одложени. На табелата во водство екипата на Пелистер со 22 бодови следуваат Гостивар ТФТ и Академија ФМП со по 19, на петтото место Евроникел со 18 поени и така натаму. Изминатиот викенд се одигра и еден одложен надпревар од втората кошаркарска Лига Запад, односно надпревар од второто коло. Тетекс го доживеа првиот пораз на домашен терен оваа сезона, откако загуби од Партизан водно сан со 71-81. Вапски со 19 поени, најпрецизен на теренот следуваше Ценовски со 16, Теофиловски 14, Стериовски 10, Ѓорчевски 6 и капитенот Владимир Костовски 4 поени во екипата на Тетекс, додека кај гостите најдобри поединци Наумовски со 18, Царич 17, Лозановски 16 поени и така натаму. Не можам да ви кажам на кое место е Тетекс во моментов на табелата, бидејќи во изминатиот период се одиграа низа на одложени надпревари во второлигашката конкуренција, а Кошаркарската федерација на Македонија се уште ги нема внесено резултатите на својот вебсайт, па поради тоа ја немаме ниту табелата, но она што го знаеме е дека Тетекс има ефект од 5 победи и 3 порази во досегашниот тек од првенството, а има да одигра уште еден одложен надпревар од есенскиот дел на гости против екипата на Чаир. Следниот викенд започнува и пролетниот дел во второлигашката конкуренција. Тетекс ќе гостува во Неготино кај последно пласираната екипа на Спорттим. Сега во продолжение ќе ги погледнеме изјавите на актерите од надпреварот помеѓу Тетекс и Партизан водно санс. Значи, јас сум играч што секој надпревар го давам максимумот и не играм за статистика. Играм за тимот, тешко ми е. Значи, секој пораз тешко е. Ја рачунавме оваква победа, че ни беше многу битна победа за надпреварот во прва лига. Така да, тешко е. Следно коло следува гостување во Неготино против екипата на Спорттим и убава можност да се врати Тетекс на победничките патеки. Да, тоа е една утакмица каде што може да кажеме дека може да се вратиме во ритам и да го вркаме пак тој плей-оф за разигрување што не носи во прва лига, така да ништо не е загубено. Па не сум нешто многу задоволен, не бевме доволно спремни, беа поспремни од нас. Може тоа што немавме доволно тренинзи пред утакмицава, немавме бајаѓи време надпревар. Тоа. Седен надпревар во Неготино против Спорттим. Спорттим се надеваме на победа. Ќе бидеме поспремни, више имамо искуство една надпревар оваа сезона. Прво, фала за честитките. Делумно сум задоволен, делумно не. Ние имавме тренерска промена кај нас во екипата до скоро, ми е мене втора утакмица како ја преземам екипата. Имаме 2-3 нови играчи и малку тешко со во игрувањето ни оди, меѓутоа и покрај тоа јас можам да кажам делумно задоволен, имавме доста грешки, меѓутоа утакмица е како за едните така и за другите нормално да се греши, ќе се трудиме да поправиме. Последните сезони екипата на Партизан е секогаш при врвот во втората лига, но никако да го направи оној исчекор кон првата лига. Дали може да очекуваме дека Партизан ќе атакува на пласман во прволигашката конкуренција? Искрено кажано, до сега немавме некои амбиции. Ние во минатото, може знаете, на 3 пати влегуваме во прва лига, па се откажуваме на самиот влез, го остапуваме местото на некој друг.
Фокусот ни е на развој на млади играчи, како што гледате овие играчи се деца до 20 години, имаме само двајца повозрасни. Фокусот е значи како да развиеме млади играчи. Секако оваа година имаме некои амбиции за влез во првата лига. ковид ситуацијата до негде налага сите екипи да се негде просечно, психички, психолошки многу влијае кај сите, така да сакаме да пробаме да изненадиме, ако можеме, ако не ни е приоритет. Спортскиот преглед на КМ телевизија го продолжуваме со резултатите од одбојкарските првенства на Македонија. Во машка конкуренција, во плей-офот, викендов се одигра само еден надпревар, Борец Вардар 1:3. Дербито на колото помеѓу Джио Струмице и Универзитет Тетово ќе се одигра денес. Табелата после некомплетното второ коло од плей-офот, односно 11-то коло севкупно, Джио Струмица на првото место со максимални 30 бодови, следува Вардар со 27, Универзитет Тетово на третото место со 24, но и надпревар помалку од екипата на Вардар. И на четвртото место е Борец со 18 бодови. Во плей-аут лигата, плей-аут лига велиме, меѓутоа нема испаќање во машката лига. Шкендија угада Штип 3:0, по сетови 25:11, 25:12 и 25:16. Јанта Волеј Лирија 0:3, резултатот по сетови 13:25, 22:25 и 20:25. И на последниот надпревар во оваа конкуренција Дибра Волеј Весна Проби Штип 0:3. Тука колото е комплетно, на првото место е екипата на Шкендија со 21 бод, следува Лирија со 15, исто толку има и угада Штип на третото место. На четвртото место е Весна Проби Штип со 9 бодови, петто место е за Јанта Волеј со 3 и на последното шесто место е екипата на Дибра Волеј без ниту еден бод. Нашата екипа беше на надпреварот помеѓу Шкендија и угада Штип, а во продолжение ќе ги погледнеме изјавите од овој надпревар. Резултатов покажува се. Значи, ние се спремавме уште од декември по завршувањето на прва дел на сезоната, се спремавме за овој дел на надпреварот. Нас ни е важен секој надпревар, поради тоа што е смена на генерациите и сакаме да ги вклопиме сите играчи, така што победата е заслужена, но и напорот и сите се од нашата страна се позитивни. Очекуваме сите надпревари што ги имаме во полсезона да ги добиеме. Нас ни е важно да останеме на петото место, така што мислам дека целта ни е тоа. И поради тоа што од оваа полусезона еден од појачувањето што беа од странство замина, така што играме само со наши играчи, освен со плеймейкерот. Веднаш продолжуваме со резултатите и од женскиот дел на одбојкарското првенство. Во плей-оф лигата имаме еден представник, екипата на Универзитет Тетово, која што доживеа пораз од максимални 3:0 на гостувањето кај Јанта Волеј Кисела Вода. По сетови 25:11, 25:18 и 25:13. На останатите два надпревари Струмица Наковски Волеј 3:0 и Работнички Вардар 0:3. На табелата екипата на Вардар на првото место со максимални 27 бодови, следуваат Јанта Волеј и Работнички со по 22, четврто место за Струмица со 19, петтото место за Наковски Волеј со 13 бодови и шесто место за Универзитет Тетово со 11 бодови. Нашиот представник и во плей-аут лигата беше поразен ова коло, екипата на Бамикор со максимални 3:0 загуби на гостувањето од Фитфан Волеј во Скопје. По сетови 25:17, 25:18 и 25:21. На останатите надпревари Ускана Угада Студент 3:2, Јанта Волеј Форца Пелистер Волеј 3:2, Виктори Волеј Македонија Макс 0:3. Во плей-аут лигата имаме 8 екипи, но за разлика од машката конкуренција, тука имаме и испаѓање оваа сезона. Само најдобрите две екипи на табелата следната сезона ќе играат во женската одбојкарска прва лига на Македонија, што значи ќе имаме од следната сезона и втора женска лига. Табелата е следна: Фитфан Волеј и Јанта Волеј Форца имаат по 17 бодови на првите две места, следува Пелистер Волеј со 14, Ускана со 11, петто и шесто место за Угада Студенти Виктори Волеј со по 6 бодови, седмо место за Македонија Макс со 4 и екипата на Бамикор е последна со 0 бодови и доколку се остане како што е планирано, Бамикор следната сезона ќе биде второлигаш за прв пат од постоењето на
Клубот. Тука немаме изјави, бидејќи двете тетовски екипи играа на гостински терен, но затоа спортскиот преглед го продолжуваме повторно со женскиот дел од спортот, односно со женскиот фудбал. Изминатиот викенд во сабота и во недела се одиграа два пријателски надпревари во Тетово. Најпрво во саботата Љуботен против Скопје 2:4. Екипата на Љуботен знаеме дека е доста засилена. Во овој преводен рок имаа водство 2:0 на полувремето, но во вториот дел настапија дел од младинките, па следуваше пресврт на далеку поискусната екипа од Скопје за конечни 2:4 и вчера Шкендија и Статов 2:3. Во продолжение ќе ги видиме изјавите од овие два надпревари. Задоволни смо, прва е пријателска утакмица, како што сте рекли. Задоволни сме бидејќи ова ни беше прв пријателски надпревар. Девојките за прв пат играат заедно. На надпреварот видовме се што требаше. Во првото полувреме се функционираше како што треба и тоа е тимот околу кој се гради оваа приказна. Во второто полувреме им дадовме шанса и на младите фудбалери. Генерално сме задоволни, а резултатот за нас на овој надпревар беше во втор план. Продолжуваме со работа според планот и верувам дека ќе ги оствариме амбициите кои ги поставивме пред почетокот на сезоната. Договорот пред надпреварот беше сите да добијат шанса. Не ни беше важен резултат. Ако сакавме да ја задржиме предноста, тогаш немаше да правиме измени. Меѓутоа, тактички направивме измени за да им дадеме шанса да играат на сите. Во среда ќе гостуваме во Прилеп. Потоа ќе играме два пријателски надпревари во Србија, со Лавица во Лесковац и со Црвена звезда во Белград. После враќањето од Србија ќе одиграме уште два контролни надпревари и се надевам дека подготвени ќе го дочекаме првенството. С обзиром да е прва пријателска Со оглед дека ова ни беше прв пријателски надпревар, сигурно дека сум задоволна, бидејќи веднаш постигнав гол. Во првото полувреме игравме со првата постава која треба да настапува и во првенството. Имавме предност од 2:0 и многу сум задоволна. Во второто полувреме игра и останатите девојки, но сепак се на се бевме добри и мора да бидеме задоволни. После пузата во првенството, подготовките ги започнавме пред еден месец. Ова ни беше прв надпревар, да видиме до каде сме. Сакаме да ја стабилизираме екипата и на тоа работиме во овој подготвителен период. Ќе одиграме уште неколку контролни надпревари за да ја постигнеме постокуваната форма. Освен на физичкиот дел, работиме и на техничко-тактичка подготовка на фудбалерите и токму за тоа многу добро ќе ни послужат овие надпревари. Се уште не сме подготвени 100%, но работиме напорно за да ја оствариме нашата цел за оваа сезона, а тоа е опстанок во првата лига. Се надевам дека на крајот се добро ќе се заврши. На самиот крај од спортскиот преглед малку ќе посветиме внимание и на машкиот дел од фудбалот, но тука станува збор за младинскиот фудбал. Знаеме дека екипата на Тетекс пред извесен период назначи нов координатор на младинските категории во клубот, тоа е поранешниот фудбалер Зоран Трпковски, и клубот најавува високи амбиции и во младите категории, моментално се на третото место во втората лига, со заостанување од само 3 бодови од пласман во најквалитетната Суперлига на Македонија за младински категории. Клубот најавува дека сака да го врати стариот сјај во младинските категории, каде што голем број на репрезентативци, на познати фудбалски имиња излегуваат од оваа школа на Тетекс и затоа во продолжение ќе ги погледнеме и изјавите кои што ги снимивме на тренингот на младинската школа на Тетекс. Моментално нашата школа функционира со негде околу 35 до 50 на децата е релативна бројка, која што све зависи од периодот. Некогаш е малку поголема, некогаш е малку помала. Дали сметам дека сме задоволни? Не сме. Фудбалскиот клуб Тетекс знаел да функционира и со 100-150 деца само во оваа категорија, што мислам дека треба малку повеќе да поработиме околу структурирањето на клубот и финансирањето и поддршката на овие млади деца, затоа што реално тие се нашата иднина и иднината на клубот и на градот. А дали во овие најмали генерации бараме некои резултати или тука се учат оние основи, дали учествуваат во лига систем овие деца?
Да, тие учествуваат, се поделени се во 4 групи генерацијски гледано, се надпреваруваат во регионалната лига, Полошка лига, како што е одредено со ФФМ пропозициите. Резултатот ние секогаш во втор план во овие категории, бидејќи тука се создаваат, се усовршуваат моториките на децата и се стекнуваат здравите навики. И пред се стекнува спортскиот дух, кој што е најбитен, нели, за понатамошниот развој на овие деца. Доколку некое дете сака да тренира фудбал во овие генерации, конкретно во фудбалскиот клуб Тетекс, каде треба да се обратат, кои се термините за тренинзи? Значи, нашите термини за тренинзи се вторник и четврток во 9 часот во 9 часот сабајле и во 14 часот. Тренинзите ни се одвиваат моментално на терените со вештачка трева Рамстор игралиштето, би го кажал, си го знаат кое е тоа игралиште, но не ни е преден план да останеме тука, бидејќи како што гледаме, димензиите на ова игралиште се доволни бар само за дел од овие деца, не се за останатите. Што мислам дека клубот, значи во координација со нашиот нов координатор и во координација со собствениците на клубот, кои што сме во преговори за пронаоѓање на нов стадион, нова база, каде што би можеле овие деца малку подобро да се развиваат и да ги усовршуваат фудбалските игри. Здраво, јас сум Александар Аврамовски. Колку време тренираш фудбал? Па јас тренирам веќе околу 6 години фудбал. Во кој клуб тренираш? Јас тренирам во клубот ФК Тетекс. А зошто баш во Тетекс, а не во некој друг клуб? Па зашто од малав го сакам овој клуб и сон ми е да тренирам во овој клуб. За кого навиваш? Па навивам од тука во Македонската лига за ФК Тетекс, а инаку во други лиги за ФК Барселона. Пред се, да ви се заблагодараме што дојдовте и одвоивте време малку за да посветиме внимание баш на тој дел спортот, односно фудбалот во Тетово. Сега вие поставивте едно добро прашање што буди многу полемики, бидејќи знаеме во какво време се наоѓаме сега со оваа пандемија, односно со вирусов, направи голем проблем не само во сферата на спортот, туку и во другите, значи, делови од општеството. Така да, значи, спортот како спорт во однос на генерациите што се бават со спорт, секако дека влијае пред се за здравјето на самите, нели, спортисти и секако одвлекување на вниманието од, да речеме, телефоните, компјутерите. Сепак знаеме дека моментално и нашето образование функцира на тој начин, на онлайн настава, каде што мора да бидат учениците, значи, домашни услови, присутни пред самите компјутери, да кажам, и телефони, но сепак, ете, спортот во Тетово, гледате, со обезбедување на термини за тренинг на децава, сепак во помали групи, како што, нели, ни налагаат и од Фудбалската федерација на Македонија, значи да се организираат и тренинзи. Се трудиме, значи, да бидат офатени во помасовен број, значи, деца, каде што се обработуваат не само вежби од фудбалска игра, туку севкупно и вежби кои што се, значи, добри за нивното здравје, како дел од гимнастика, дел од други спортски игри и така натам. Сега знаете вие во модерниот спорт, значи децава треба да бидат офатени во секој дел од спортот, па кој дете каде ќе покаже, нели, амбиции, може да се насочи во тој дел на тој, да речем, одреден спорт. Сега конкретно ќе те прашам за генерацијата која што ти ја водиш во фудбалскиот клуб Тетекс, тоа се помлади пионери и пионери. Колку членови бројат овие две генерации и дали таа бројка е доволна за ние да извадиме квалитет, бидејќи знаеме дека за да извадиш квалитет треба да имаш и квантитет. Да. Нормално, значи квантитетот, пред се прво да кажам, тие помлади пионери и пионери се деца од 2004-та, значи возраст, родени таа година и 2005-та.
Значи квантитетот се бара во помалите генерации, каде што ние црпиме таленти и добри играчи, да кажам, од тие помлади генерации, а нашата бројка варира, пошто се таму две екипи, околу 30 на деца. Значи, од тие 30 на деца ние имаме две екипи по 15, нели нормално, каде што следат резервни играчи и играчи кои што настапуваат за првата екипа. Сега бројката. Значи, како бројка, не би било лошо да располагам уште со плюс, нели, 10 играчи, каде што, знаете, вие во спортот следат и спортски повреди, па да речеме болести, како сега моментално со оваа пандемија, не дека некој дете е болно, може би некој од фамилија, па следи, знаете, како изолација, 14 дена и отсуство на самите деца од самите тренинзи, па дури и надпревари. Па започнавме веќе 10 ден како тренираме, подготовките се одвиваат во најдобар ред. Добро е што сите сме здрави, нема повреди, се надевам дека ќе не одминат тие повреди кроз стеков на припремниот период. Амбициите ни се секако влез во таа Суперлига, што би било добро и за школата и за самите деца да се промовираат во таа најсилна младинска лига, кај што квалитетот е на многу повисоко ниво. Се надеваме дека ќе успееме во таа наша намера. Работиме максимално, дечките максимално сериозно пристапуваат кон теренинзите. Се надевам дека ќе дојдеме спремни за тој почеток на првенството, каде што не очекува борба до самиот крај. Дали младинските категории во моментов се соочуваат со некој проблем, дали инфраструктурен, финансиски или било каков? Видите, значи дека се соочуваме со проблеми, да, тоа е факт, но се трудиме на што се вели во ОД, да ги коригираме тие работи, на добар пат сме со управата и со нас као тренери, покушаваме да овозможиме најдобри услови што може да имаат овие дечки за развој, пред се за развој на самите нив и за што подобри резултати на фудбалскиот клуб. Пред се почнати се подготовките веќе 10 дена. Младиците почна на 1 февруари, со тоа што интересот кај младиците, најмладите да речеме, е во добар екип, во добра насока и гледам ден уз ден враќање на се повеќе деца. Што се однесува до младинските категории и до кадетскиот дел, гледаме дека се работи веќе 10 ден, од базичните припреми оди во добра насока и мислам дека сме на добар пат за сите тие услови што ги нема, да им се обезбедат и мислам дека почињаат да им се обезбедуваат веќе и се работи на тоа експресно да бидат допремени како што треба да бидат допремени. Со тоа што сме го зацртале, мислам дека ќе го оствариме и мислам дека на нив се очекува само добри резултати и дај Боже влез во таа Суперлига. Воедно изјавите од тренингот на младинската школа на фудбалскиот клуб Тетек се и последната содржина во денешниот спортски преглед. Довидување и се гледаме повторно следниот понеделник.